според мене е безобразна. Јас бев таму за портокаловата револуција. Како го толкувате ова како можност токму вие да предизвикате украинско сценарио? Целата ситуација со македонскиот народ, албанскиот и во ситуација. Како го толкувате ова? Се ова потекне од неговата желба да има гаранција дека нема да биде уапсен и дека нема да му се попречи неговата кариера. Така што, како што ги има сите снимени разговори, сигурно го снимило и разговорот после 9 мај. Нека го преслуша и нека каже што тогаш бараше од мене како председател. Така што, веројатно, во текот на времето Заев ги менува своите ставови, ги менува своите изјави и настојува секој пат да каже дека сето тоа што досега го направил, го кажал, не важи. Во политиката, кога влегувате, зборот ве обврзува. Испукан куршум и искажан збор со ништо не се враќа. Така што сето што кажал, а ако е повод за ова што се случува, тој ќе има можност и да одговара пред судот на јавноста и на избори и граѓаните да кажат што мислат за тоа што тој го направил на државата до сега.